Постои нешто интересно кај тебе. Може би никогаш не си бил човек без идеи. Напротив, понекогаш можеш да имаш толку многу идеи, што и самиот не знаеш од каде да почнеш. Една идеја ќе ти дојде додека работиш, друга додека возиш, трета додека разговараш со некого. И одеднаш си велиш, ова може навистина да успее. Почнуваш да размислуваш, замислуваш како би изгледало, како би можело да заработува, кој би купил, што би можело да стане. И тогаш доаѓа следната идеја. И може би токму тука се крие една од моите најголеми финансиски лекции. Не ти требаат повеќе идеи, ти треба една идеја на која ќе дадеш доволно време да стане реалност. Затоа што идејата сама по себе нема вредност ако остане само во твојата глава. Може идејата да биде брилијантна, може да биде нешто што никој друг не го направил. Може да има огромен потенцијал. Но додека не стане производ, услуга, проект, бизнис или нешто што луѓето на вистина може да го користат, таа идеја се уште не создава приход. И тука може би треба да направиш мала промена во начинот на кој размислуваш за парите. Не прашувај која е мојата следна одлична идеја, почни да прашуваш како оваа идеја можам да ја претворам во нешто за кое некој би платил. Тоа е сосема поинакво прашање. Замисли двајца луѓе и двајцата имаат одлични идеи. Првиот постојано смислува и нови. Секој месец започнува нешто ново, еден проект, па друг, па трета идеја, но ништо не стигнува доволно далеко. А вториот има само една идеја, не е совршена. На почетокот никој не знае за неа, не заработува многу, но сепак тој продолжува. Ја подобрува, слуша што сакаат луѓето, поправа грешки, ја представува подобро, наоѓа нови клиенти и после една година таа идеја станува нешто вистинско. И кој заработил повеќе? Најверојатно не оној со многу идеи, туку оној што една идеја ја претворил во систем. И токму тоа е нешто што сакам да го запамтиш. Потенцијалот не се плаќа. Реализираниот потенцијал се плаќа. Може би ти имаш нешто што одамна го носиш во глава. Нешто што си велиш, еден ден ќе го направам, а може би е тоа мал бизнис, може би е нешто што сакаш да го продаваш, може би е YouTube канал, може би е книга, курс, услуга, онлайн работа, нова професија. И може би веќе долго време си велиш само да најдам време. Но времето многу ретко се појавува само од себе. Мора да му направиш место. Затоа, ако имаш идеја која постојано ти се враќа, може би не треба повторно да ја одложиш. Не мора да ја започнеш огромно, не мора да вложиш илјадници евра, не мора да имаш совршен план. Направи ја првата мала верзија, тестирај ја, пушти ја пред луѓе и гледај што ќе се случи, затоа што понекогаш идејата станува добра, дури откако ќе ја започнеш. Но постои уште една работа која може да ти влијае на финансиите. Може би не сакаш некој да ти кажува како треба да работиш. Сакаш слобода, сакаш простор. Сакаш да имаш можност сам да одлучуваш. И тоа може да биде прекрасна особина. Но слободата без структура лесно може да стане хаос. А кога станува збор за пари, хаосот може да биде скап. Можеш да имаш одличен месец, па слаб месец, да заработиш повеќе, но да потрошиш повеќе. Да започнеш нешто, па да го оставиш. Да имаш многу можности, но ниту една стабилна насока. Затоа финансиската слобода не значи да правиш што сакаш секој ден. Понекогаш значи да создадеш доволно добра структура за да можеш подоцна да имаш повеќе слобода. Например, ако заработиш дополнителни пари, не мора веднаш да ги потрошиш. Можеш дел да ја оставиш како резерва. Дел да вложиш во нешто што може да ти донесе уште приход и дел да го искористиш за себе. Така парите почнуваат да добиваат задача, а не само да доаѓаат и да исчезнуваат. И уште нешто сакам да ти кажам. Може би имаш талент кој не го користиш доволно. Може би знаеш нешто што за тебе изгледа сосема нормално. Но размисли, што можеш да направиш подобро од повеќето луѓе околу тебе? Што луѓето често те прашуваат да им помогнеш? Зашто те бараат? Што ти доаѓа природно? Може би е технологија, може би е комуникација, може би креативност, може би пишување, може би решавање проблеми,
Или можеби нешто сосема трето. Но не ја подценувај таа способност само затоа што тебе ти изгледа лесна. Она што тебе ти е природно, за некој друг може да биде вредно. И токму таму понекогаш се крие можноста за дополнителен приход. Но внимавај на една замка. Не мора секоја идеја да стане бизнис. Не мора секој хоби да ти носи пари. Не мора постојано да размислуваш како да заработиш од се што правиш. Парите се алатка. Не треба секоја твоја страст да стане работа. Но ако постои нешто што правиш добро, што го сакаш и за што постои реална потреба, тогаш вреди да се прашаш, може ли ова да стане нешто повеќе? Може би одговорот е да. И затоа имам еден мал предизвик за тебе. Не 10 работи, само една. Во следните 30 дена избери една идеја која можеш реално да ја претвориш во нешто конкретно. Направи прв чекор, не размислувај дали ќе стане огромен успех. Само направи ја реална и потоа подобрувај ја. Затоа што првиот чекор не мора да ти донесе пари. Може би треба само да ти покаже каде се парите. И уште нешто многу важно. Не споредувај ја својата почетна фаза со тугиот резултат. Може би гледаш некој кој веќе заработува многу и си велиш: јас можев и јас ќе го направам тоа. Може би. Но не гледаш колку долго тој човек работил пред да го види резултатот. Не гледаш колку пати сгрешил, не гледаш колку идеи му пропаднале. Го гледаш само она што денес функционира. Затоа не губи ја својата енергија на споредување. Искористи ја за градење. И сега размисли уште нешто. Што ако твојот следен финансиски успех не бара да станеш некој друг? Што ако веќе имаш нешто што ти треба? Имаш идеја, креативност, љубопитност, способност да гледаш можности, само треба да додадеш една работа – истрајност. Затоа што идеите можат да те однесат многу далеку. Но само ако не ги напуштиш веднаш, штом ќе престанат да бидат возбудливи. Не секој ден ќе биде интересен, не секој месец ќе има резултат. Ќе има моменти кога ќе се прашуваш дали вреди. И токму тогаш ќе треба да одлучиш дали на вистина веруваш во тоа што го започна. Затоа денес не сакам да те прашам која е твојата најдобра идеја. Сакам да те прашам која идеја конечно ќе ја довршиш. Напиши ја, стави и рок и направи го првиот чекор. Престани постојано да бараш нешто ново пред да видиш што може да направи она што веќе го имаш. Затоа што може би богатството не се крие во следната можност, може би се крие во онаа што одамна ја имаш, но никогаш не си и дал доволно време. И запомни, не ти требаат 100 идеи за да го промениш својот финансиски живот. Понекогаш е доволна една добра идеја, ако конечно решиш да ја претвориш во нешто вистинско. И може би токму одлуката да останеш на една насока, да ја изградиш, да ја подобруваш и да не се откажеш при првата пречка, ќе биде она што ќе ја претвори твојата следна идеја во твоја следна финансиска можност. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видео, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.